Имаше регионална иницијатива, не само нашето министерство, туку и останатите од Западен Балкан, 6 земји. И мислам дека треба час поскоро да се разгледа сето тоа и да се олесни пристапот на превозниците и она зелена лента која што се најавуваше од страна на Европската комисија да профункционира. И мислам дека тоа нема да биде проблем, но она кое што јас ќе го покренам како прашање и на дискусијата сега со претседателката на Европската комисија, но и на Берлинскиот процес ќе биде токму тоа, кога ќе слетате на било кој европски аеродром во земја членка на Европската унија, има граѓани на ЕУ и граѓани кои што не се од ЕУ, а се дел од Европа и други граѓани. Ако навистина сакаме до 2030 да го видиме регионот како дел од Европа, мислам дека Европа најмалку што треба да направи да не дискриминира, сите да можеме да бидеме граѓани на Европа и сите да може да поминуваме пасошка контрола и да не бидеме дискриминирани зашто не сме дел од ЕУ, да поминуваме на брза трака, сите поседуваме биометриски пасоши. Ако, како вела Тони, if there is a will, there is a way. Така да, ако има волја, има и начин. Еве ова нека биде првата испорака, првиот deliverable што би го дала Европска унија за Западен Балкан.